Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски доби затворска казна од 3 години и 6 месеци поради, како што посочи од кривичниот суд, бесправно градење на административен објект за општината и злоупотреба на службената положба. За Јакимовски, кој очекувал ослободителна пресуда, одлуката на судот е скандалозна, вели нема ниту еден доказ против него и станува збор за политичка хајка. Најави дека пресудата ќе обжали на апелација. Осуден сум зашто сум ја направил оваа барака и она другата, каде што во проектот стои изградба на монтажно-демонтажна барака 1 и 2. Ова е направено од гипс картон. Според сите правилници и стандарди на Министерството на транспорт и врски се времени објекти и за времен објект имаме одлука на совет, но немаме решение за поставување на времен објект и за времен објект не може да се гони кривично. Јакимовски тврди дека се вршеле притисоци врз неговото семејство и врз негови соработници за, како што кажа, да се изнуди изјава против него. Гледате ли докаде оделе со местенките? Вештачија телефони, никаков доказ телефони. Пим мерки на мене, на сопруга, на бивша сопруга, на 2 мои сина, никакви докази. Вештачење на куќата што сме ја граделе, никакви докази и неусогласеност меѓу приходи и расходи. Натаму следени сме сите ние, од ништо никакви докази во материјалот што го имаше обвинителката и телефони. Претреси се правеа во куќата во која што сме живееле под кирија, во куќата во која што сме живееме сега. Претреси кај моите деца во Влае, сосема непотребно. Никаков доказ во обвинението нема од тие претреси и од целите тие хајки што ги правеа во ова време. Во соопштението од Кривичен се вели дека предвидената казна за ова дело е од 3 до 8 години затвор, но имајќи ја предвид намената на објектот како и казнената политика на овој суд, била изречена оваа казна. Во изречената казна затвор на Јакимовски му се засметува и времето поминато во куќен притвор, а согласно кривичниот законник, изградената недвижност деловен објект, административен објект на локалната самоуправа, барака 1 и 2, се одзема во корист на Република Македонија, соопштија од судот. Во случајот условно осуден е поранешен вработен во општина Карпош за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, а двајцата обвинети солидарно се задолжени да ја надоместат штетата на буџетот.